Таму во живо е колегата Зоран Јаневски. Зоран, последните информации беа дека се шири истрагата за пожарот во клубот Пулс. Вчера беа приведени 7 полициски службеници. Кои се најновите детали? Да, според последните информации, бројот на осомничени за пожарот кој одзеде 59 човечки животи овде во Кочани се искачи на 26 лица. Откако во текот на вчерашниот ден јавното обвинителство за гонење организиран криминал и корупција, во чии рамки работи посебното одделение за гонење на лица со полициски службеници, покрена истражна постапка против 7 полицајци вработени во СВР Штип и полициската станица од општа надлежност Кочани. Според истражната постапка, за нив постои основано сомнение дека сториле кривично дело, тешки дела против општата сигурност. Тие се теретат како службени лица вработени во СВР Штип и полициската станица Кочани како соизвршители. Осомничените, изготвувајќи, подпишувајќи и одобрувајќи позитивна согласност, му овозможиле на правното лице, собственик на диското, да се стекне со вршење угостителска дејност кабаре, иако објектот не ги исполнувал законските услови за работа. За сите 7 осомничени за овој случај, јавното обвинителство побара одредување 30-дневен притвора, откако беа изведени пред судија на претходна постапка во Основниот кривичен суд во Скопје. За сите е определена оваа мерка и тие ќе останат во следните 30 дена во притвор, како што информираат од судот, поради опасност од бегство, околности кои укажуваат дека ќе попречат истрагата со влијание врз сведоци, но и околности кои укажуваат дека осомничените можат да го повторат делото. При приведувањето и спроводот до истражниот затвор Скопје во Шутка, ниту еден од нив не сакаше да говори за она што се случувало, ниту пак да кажат дали чувствуваат вина за случајот. Имаме дел од оваа атмосфера, да ја погледнеме. Не се чувства вино. Знаете ли што подпишувате какови документи? Знаете ли дека е фалсификувана оваа дозвола за дискотеката? Дали се чувствувате виновен? Дали сте поранешен работа на МВР? Сега ще чувствувате вина? Не, само. Според истрагата која што ја отвори јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, осомничените заедно предизвикале значителна опасност за животот и телото на луѓето, овозможувајќи кабарето да работи во субстандардни услови, при што во неделата рано наутро во објектот настанал пожар во кој починале 59 лица, а близу 200 се здобиле со тешки телесни повреди. За ова имаме изјава од министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, па предлагам да ја погледнеме. Првиот како главен инспектор за сообраќајни работи во одделението за полиција при СВР Штип и вториот како самостоен инспектор за планирање, резервен состав, превенција и справување со кризни состојби, констатирале дека кабарето ги исполнува законските услови во делот на заштита на јавен ред и мир и во делот на сообраќај. Третиот, како началник на одделение за полиција во СВР Штип и четвртиот, како началник на СВР Штип, одобриле и подпишале известување до Министерството за економија во кој е констатирано дека кабарето ги исполнува законските услови и со тоа што не извршиле целосна поврака, пред да ја издадат и одобрат позитивната согласност за издавање на лиценца за кабаре, сториле незаконитост. Вкупно со се оние лица кои што денес ќе бидат изведени пред судија на претходна постапка, тоа се 19 со лицето од економија и 7 началници и останати полициски службеници од МВР,
тоа ќе бидат значи вкупно 26. Но ова не е затварање на списокот на осомничени. Зошто? Заради тоа што огромна документација се разгледува. Да, како што слушнавме од изјавата на Панче Тошковски, вкупниот број осомничени лица за трагичниот пожар кој одзеде 59 млади човечки животи се искачи на 26. Меѓутоа, освен во јавното обвинителство за гонење организиран криминал и корупција, постапка се води против вкупно 19 лица овде во Кочанскиот суд, а последен на листата осомничен, меѓутоа и лице кое што доби краткотраен притвор е раководител на секторот Министерството за економија. Тој во текот на вчерашниот ден овде беше доведен пред судија на претходна постапка во основниот суд овде во Кочани, каде што му беше и одредена мерката краткотраен притвор. Предходно пак Кочанскиот суд на вкупно 18 лица им ја одреди истата мерка, а првично беа со краткотраен притвор лица, вкупно 16 лица ја добија оваа мерка, меѓутоа во текот на вчерашниот ден за сите беше продолжен притворот за уште 48 часа, период во кој јавното обвинителство ќе собира дополнителни докази за сомнежите за кривичните дела. Првичните проценки според досега прибраните докази укажуваат на тоа дека најголем дел од лицата ќе одговараат за тешки дела против безбедноста, но како што велат надлежните се упатува и на кривичните дела подкуп, фалсификување, злоупотреба на положбата, неовластена употреба на пиротехнички средства. Инаку за случајот во притвор од пред 2 дена се екс-директорите на Дирекцијата за заштита и спасување Беки Максути и пазарниот инспекторат Горан Трајковски, поранешниот министер за економија Крешник Бектеши, државната секретарка од Министерството за економија Размена Чекиќ, вработени во Министерството за економија, собственикот, вработени и обезбедувањето во диското. Александар? Зоран, за денеска е закажан и погребот на жртвите. Веќе има посебен сообраќаен режим. Владата вчера најави мерки и протоколи. Кои се деталите? Да, за денеска е закажан погребот на вкупно 59 загинати. Погреби освен во Кочани ќе има во Штип и уште во неколку други општини. Полициските службеници веќе работат на обезбедување на сообраќајниците овде во Кочани, па така погребот е закажан за точно напладне во 12 часот. Погребни церемонии ќе има и во Штип, таму ќе се одвиваат во 11 часот, во 13 во селото Облешево, додека погребите на другите места од каде што има починати ќе бидат во различни временски периоди. Штип ќе се прости од 5 мина загинати, граѓаните на Проби Штип ќе се простат со тројца своји сограѓани. Членовите на бендот ДНК кои починаа во пожарот ќе бидат погребани во Скопје и Струмица. Пејачот на бендот Андреј Ѓорѓиевски ќе биде погребан на градските гробишта Бутел, а членката на бендот и професорката на Факултетот за музичка уметност Сара Пројковска на гробиштата во Лисиче. Погребот на младиот музичар од Струмица, тапанар на бендот Ѓорѓи Ѓорѓиев ќе биде погребан на градските гробишта во Струмица. Инаку денеска во Кочани е неработен ден заради погребот на загинатите од пожарот во дискотеката. Владата предложи денешниот ден во Кочани да биде прогласен за неработен. Во меѓувреме локалните власти ја исцртаа и рутата по која ќе се движат возилата со посмртните останки на загинатите. Според информацијата која што во текот на вчерашниот ден ја сподели владата, полицијата доби задолжување да се грижи за безбедноста и сообраќајот, а мерки согласно надлежностите ќе имаат и здравствените власти против пожарната бригада, Црвениот крст, како и Центарот за управување со кризи. Повеќе за ова слушаме од изјавата на портпаролката на владата Марија Митева. Се задолжуваат државните институции, а се препорачува на локалната самоуправа и работодавачите од приватниот сектор да ги ослободат од работа и работни обврски сите вработени на подрачјето на Кочани.
а здравствените установи, образовните установи и установите за згрижување и воспитување на децата, овде се мисли на градинките, да организираат вршење на услуги согласно потребите. Се задолжува Министерството за внатрешни работи да ги превземе потребните безбедности и сообраќајни мерки. Се задолжува Министерството за здравство во соработка со Центарот за управување со кризи и Црвениот крст да обезбеди амбулантни возила. Територијалната противпожарна единица Кочани да ги превземе пак мерките и активностите согласно своите надлежности. Во меѓувреме од Министерството за внатрешни работи подсетуваат дека во текот на денот е забранета употребата на дронови во повеќе општини како што се Кочани, вклучувајќи ги селата Оризари, Тркање и Зрновци. Употреба на дронови е забранета и во Штип со околните места, општина Чешиново, Облешево, вклучувајќи ги селата Соколарци и Чифлик. Дронови е забрането да се летаат и во Струмица со околните места, исто во Пробиштип со околните места, Македонска Каменица, Виница, селото Митец, а дронови е забрането да се употребуваат и во Скопје на гробиштата во Бутел, во Ѓорче Петров, во селото Горно Лисиче и во селото Горно Нерези. Како што информираат од Министерството за внатрешни работи, неовластеното, некоординирано оперирање на овие воздухоплови дронови не само што го загрозува воздушниот сообраќај, туку може да предизвика сериозни последици по животот и имотот на трети лица. Оперирање со воздухоплови без екипаж во забранети зони е основ за поведување на постапка за санкционирање согласно Законот за воздухопловство, се вели во соопштението од Министерството за внатрешни работи. Зоран, ти благодарам за сите овие информации. Остануваш во Кочани, ке ти имам и во следните информативни изданија. Беше тоа Зоран Јаневски.